Госпоѓа Мирчевска, зошто ова иницијатива за промена на законската регулатива кој што ги уредува или го регулира правата и врските на лицата со посебни потреби во нашава земја? Ресурсниот центар на родители на деца со посебни е граѓанско здружение кое што работи на оваа проблематика од 2013 година. Во нашата работа имаме навистина одлична соработка со сите невладини организации, значи со невладиниот сектор, па и со институциите од државата. Во нашата комуникација меѓусебна со невладините организации, како и со родителите поединечно кои што секојдневно ни се обраќаат, увидовме дека постои еден НЗС на проблеми кои што сите не мачат и кои што треба да се решат институционално и за сите. Кои се оние барања за кои што барате подршка од граѓаните во оваа граѓанска иницијатива? Да, денеска во Струмица се отвори книгата за поддршка и собирање потписи на оваа граѓанска иницијатива, како што кажавте, за промени на законите и подзаконски акти и измена на правилниците. Оние промени кои што очекуваме да се случат пред се од сферата на социјална заштита, за зголемување на посебниот додаток, да се издиференцираат групите на лица со посебни потреби, нешто што сметаме дека треба час порано да се случи, затоа што на тој начин ќе им овозможиме на семејствата на лица со посебни потреби да живеат еден достоинствен живот и да може да бидат што е можно понезависни во државата во која што живеат. Значи теретот од државата да се пренасочи на тој начин што родителите ќе се едуцираат и ќе им се даде, не би кажала моќ, туку ќе им се даде некакво право на да имат право на кажување, да имат право на делување во овие општествени процеси, а од друга страна лицата со посебни потреби ќе бидат повеќе спремни за самостоен живот и ќе им се пружи една подобра шанса за да можат да се остварат во потполност во своите капацитети. Мирчевска, каков е интересот со оглед дека ова граѓанска иницијатива помина низ повеќе градови во нашава земја? Значи, книгата за потписи беше отворена уште за време на балот на различности кој што се одржа во Скопје. Потоа книгата се отвори во Битола на 22 октомври и од тогаш натаму на повеќе локации низ државата граѓаните имаат можност да се информираат за овие барања, да ја дадат својата поддршка. Секогаш на лице место се присутни или нашите регионални координатори или здруженијата со кои што соработуваме во градовите. Денес со нас Здруженијето за заштита и помош на лица со Даунов синдром Вера, кои што не поддржуваат во сите наши иницијативи и акции кои што ги правиме во Струмица. Одзивот до сега е навистина солиден. Посебно ми се допаѓа тоа што луѓето доаѓаат и прашуваат што е ова што сакаме да го направиме и навистина сакаат да се информираат зашто го даваат тој потпис. Очекувате ли новиот парламентарен состав да ги донесе овие измени на законската регулатива кои што ги третираат лицата со посебни потреби во земјава? Очекуваме било кој нареден парламентарен состав да ги земе во предвид овие барања, да ги земе во предвид овие измени кои што очекуваме да се случат и тие да бидат програмски сместени во нивното работење и нивните планови виднина, затоа што лицата со посебни потреби се неделив дел од ова општество. Може би е време да се запрашаме што може тие да направат за нас. Затоа што како општествено одговорни граѓани апсолутно не можеме да замижуваме повеќе пред проблемот или да го игнорираме. Тука сме да работиме заедно со граѓаните, заедно со институциите и со невладиниот сектор, секој да го најде своето место во оваа приказна и секој да направи толку колку што може. Истовремено денеска е отворена и кампањата Со почет, која што е кампања која што поведовме против говорот на омраза и за внимавање на вокабуларот кој што се употребува во јавни настапи и јавен говор, затоа што сметаме дека формирањето на јавната свест директно потекнува од тие јавни настапи, од начинот на кој што јавните лица се изразуваат и сметаме дека тотално треба да се смени перцепцијата за овие лица, за да почне да се работи во правец на подобрување на условите за живот за лицата со посебни потреби и на крај сите да можеме да бидеме дел од тоа инклузивно современо општество. Мирчевска, јас ви благодарам на ова интервју. Ви благодарам јас на поканата.